Сега се повозиме по Пипската улица или Beer Street и ме вози еден од овие што се позачиве, чека да го снимиме уназад, еве го. Овој позади изгледа многу се мачи што вози ова троколка точек и не е баш во цуто на младост. Иначе, така, само да пробам, не го малтретирам многу. Некој 15-20 минути да ме проврти. И популарно место е овдека, затоа реков да ме проврти лево-десно. И туристи многу, еве, има позната улица, ево, така се вика Beer Street. Па хајде малце што се вика да од друга перспектива. Сега се доодев надолу, нагоре, тука се мотам, се вртам. Ова е инаку стариот град на Ханој. Еве вакви се овие троколки, како овој сега што помина од левата страна. И така. Така, евак, што се вика знаменца, нормално, ова сувенирчина, нормално за туристи за ова зона. И так, ме носи малце по, што се вика, надворот шпицо, да може да вози, инако она му е се тоа што се вика луѓе, не може да... Еве, овдека има некој храм. Инаку вака е со коли, со ова, со она, не може да помини. Ќе треба да тргне застани да прави. Еве го, па одбранавамо да оди. Кај сака нека оди, ми е муабетов. Така да се малце да се види ова, доживеј. Не знам како се вика овие рикши. Рикши се однапред да те трга, овие некои се модерни рикши со што се вика да вози со точак одназад. И так, добро, интересно е, малце за нијанса не е тоа жешко, ама е во Ханој малце по што се вика по не е толку она како се вика загушливо, она мислам не загушливото, спарно. Спарно е вистинскиот збор. По не е толку спарно, жешко си е за жешко, некаде има околу 28-29 степени. Ева, да се види лево-десно како е полиција. И нормално шиба кај што сака, ама после јас ќе си се вратам на траката кај што имам замислено додам, се не е битно. Сега ова е тој стариот дел на градот. Сега овдека има пак сообраќај наваму натаму, инаку онаму има само пешачка, во самиот центар е само пешачка зона. Добро е да се види различен дел. И ова е стар дел на градот, евака има стари храмови. Тој знае кај тера, еве. Еве овдека има некои стари храмови, овие се нешто ете ги натре некои шинтуистички, некои будистички, некои шинтуистички. Кинески напишано, пошто виетнамци долго време користа кинеско писмо. После револуцијата веројатно го менува на латинично, нормално со варијации. И так. Интересно е, так, убаво е. Да се дојде, да се види овој. Ханој има, не, овој мислам стариот дел е по-зачуван, по традиционален е, така, ако сакаш да посетуваш културни места, Ханој е така, по-вредно да се посети. Хошимин е малку ами, се труделе да го направи малце по-модерен, ама изгледа е, како се вика, изгледа е по војните во Авона. Мислам, да бише војните беа во шумите во Авона, ама некако многу така, малце по-модерен е Хошимин и
a Hanoi je така по-традиционален, мислам. Има и нови градби, нови делови на градо нормално. И е така и тој е многу и Ханој е модерен, ама има зачувано овој стариот кварт. И така вреди да се дојди да се види. Мислам ако некој што така прв пат иди, најдобро е да се посети Ханој. Ханој е појче вреди да се, мислам, иако не појди во Сајгон, не е некој голем пропуст. Во Ханој имаш се што сакаш да видиш. Така, мислам, добар е. И исто и Сајгон е во ред, не е дека нешто, некоја кизнекалкава разлика има меѓу нив. Нема некоја голема разлика, овие се базари, како базарите. И ова е претежно кинеска работа. Претежно кинеска работа и така, нема некоја кинеска работа, нема некоја, мислам некој и ова веројатно базарите кај што се преземени од османлиите, од ова, претежно се од пато на свилата, претежно вака кинеска работа е така, то базарите вака посебни она места за наваму нешто. И така, убаво е да се прошета, да се види. Овој ме вози на средина на улициве. Сега некаде ќе му речем да застани, мислам дека доволно е и со видеото и со возењето, не сакам многу да го измалтретирам, што се вика да го носам на душа. И јако до душа тој цел ден тоа му е работа, ама некако и гледам по 30 кила се некаде, 50 кила, да не претерувам, 50-60, до 70 максимум, овој 60 и на 50 да не има. Ја имам дупло од него, па тука се мачи да ме извози. И така, овде ќе му речам негде да ме застане и тоа. Али интересно е сега пак. Убаво е да се види од ова перспектива. И така, сето е интересно е да се. Така, тоа е тоа, ајде. Ќе се видиме од некоја друга перспектива, од некој друго место. И така. Evo ovdje nekoj drug hram. Stario grad.